Студентите досега биле многу често дискриминирани во различни сфери на општеството. При тоа многу ретко за тоа се зборело јавно. Сметам дека вон секаква дискусија е колку борбата против дискриминацијата и колку последиците на дискриминацијата се важни, бидејќи се најважни без разлика во која сфера се манифестираат истите. Јас сум Весна Бендевска, членка на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Минатата година пред нашата комисија беше поднесена представка за заштита на правото на еднаков пристап до студентски кредити, поднесен од една студентка. Имено со одлука на влада беше изменета програмата за развој на дејноста студентски стандард. Владата одлучи во тековната академска 2021-2022 на оние студенти кои за прв пат ќе аплицираат за студентски кредити, двојно да им го зголеми износот на кредитите. Се викам Викторија Апостоловска, студирам англиски јазик и книжевност, 4-та година. Покрај тоа што сум апсолвентка, сум и студентска правобранителка, ми избра пред нецел месец. Реакцијата од кога го видов конкурсот, не можам искрено да ја доловам затоа што не се сеќавам на истото, меѓутоа го памтам периодот кој што следеше, бидејќи тоа беше период на неизвестност, на тензија и на нетрпеливост. Славчо Темелковски, 22 години, студент на економскиот факултет, 4-та година, и сум председател на Универзитетското студентско собрание при УК. Буквално на студентите им беше кажано бирајте помеѓу опција 1, која што таа опција 1 беше окей, задржете го правото на стипендија, но по пониска цена, и втората опција каде што им беше кажано окей, вие можете да го раскинете договорот, но при тоа не ви гарантираме дека повторно ви биле корисници на стипендија. Условите и на стариот и на новиот конкурс беа целосно еднакви, но тука се појави правниот ризик. Студентот да ја изгуби веќе постојачката стипендија на помал износ, а да не ја добие новата стипендија на повисок износ, што според комисијата упатуваше дека се работи за нееднаквост, за рушење на право на принцип на еднаквост. Храбро се одлучив да го раскинам веќе постоечкиот договор со МОН, кој што беше базиран на првичната сума, и да аплицирам за нов договор, затоа што искрено бев убедена дека ги заслужувам тие плюс 3000 денари, оноко колку што ги заслужуваат и другите. Во овој случај, токму програмата за развој на дејноста студентски стандард произведуваше нееднаков третман, нееднаков пристап на студенти кон право да користат повисок износ на стипендија, бидејќи зависеше од академската година во која студентите аплицирале за стипендија. Во овој случај комисијата утврди дека се работи за индиректна дискриминација. Индиректна дискриминација постои кога навидум неутрален пропис, правило, закон овозможува услови да се наруши принципот на еднаквост, во овој случај на студентите и правото да земаат стипендии во повисок износ. Колку и добронамерно МОН да сакаше да помогне на стипендистите и на, студентскиот стандард воопшто, тоа го направи на сметка на веќе постоечките корисници. Ги задолживме преку препорака Министерството за образование и наука во рок од 3 месеци да понуди нови измени на програмата, во кои ќе ги подигне износите на стипендиите. Министерството за образование и наука целосно постапи по препораката од страна на комисијата, понуди начин и предвиде финансиски средства за да може да го обезбеди правото на секој студент на еднаков износ на стипендии, во овој случај повисокиот износ. Во овој момент случајот е заглавен во влада. Позицијата во која што беа ставени тие студенти из минатата година е една од суштинските, да кажам, прашања кои што ние се бориме понатаму да не се случува, и би рекол дека е дури нисто рамниште како и подобрување на условите во студентските домови, дигитализација и сите други суштински прашања кои што се од интерес за студентите.
Пред се апелирам до студентите да се ги научат своите права, бидејќи тоа е многу битна работа и бидејќи општо севкупниот општествен прогрес зависи од тоа колку студентите ќе напреднат или не во едно општество. Со самото тоа што би се носеле, да речам, закони, со самото тоа што би се носеле одлуки во кои што се недискриминирачки, само до тоа може да представува еден вид на индикатор дали едно општество просперира или дали едно општество не просперира. Во овој момент комисијата посочува и апелира владата да не дозволи толкова голема популација студенти да бидат онеправдани, оневозможени да го користат правото на стипендии на еднаков начин со студентите што тоа право го оствариле во академската 2021-2022. Според мене, како студент, како правобранител, како млад човек, сметам дека дискриминацијата е рак рана на општество и оние општества кои што имаат дискриминаторска тенденција се тажни општества. При тоа нашето искуство до сега покажало дека ние како млади луѓе се покажавме како многу посозреани во односењето на сериозни одлуки на државно ниво. Младите мораат активно да се вклучат во односењето на одлуки, мораат активно да се вклучат во односењето на сите закони поврзани со младите. Вистински успех е кога ќе убедиме некоја институција, без оглед дали се работи за државна, локална, па и приватна фирма, да исправи неправдата. Таа можност и сите алатки што ги нуди законот за да се обезбеди правото на еднаквост, навистина сметам дека вреди и напорот и сето она што го доживуваме како нова институција која се бори за своето место под сонцето.